Добро утро, колеги во студиото. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Ова понеделничко утро ве поздравувам од градскиот парк, каде што првото утринско кафе ќе го испијам со инспирацијскиот говорник и тренер за личен развој Илина Ведра. Добро утро. Илина, како сте? Добро утро, добро. Изгледате одлично, свежо. Предпоставувам дека имате одредени ритуали на утро, кои што може би ги практикувате и ете би дали некој совет како вие го почнувате утрото. Да. Прво, како ритуали немам некои ритуали, затоа што мислам дека ако се врзам за некој ритуал, тогаш ќе биде проблем, нели, еден ден ако ништо не направам, тоа ќе се чувствувам денеска не го направив тоа што требаше да го направам. Она што јас го правам е едноставно спонтано. Станувам од сабајле, нели, нормално го спремам дете да го пијам утринското кафе, гледам да ми почне денот со медитација, нели, ако станам порано, и или пак онаа медитација која што практикувам едноставно свесност за себе, за своите мисли, за емоциите и мислам дека денот многу подобро така почнува на многу посвесен начин, него ли кога ќе влеземе со хаос во мисли, брзам, морам да стигнам, дали ќе го завршам ова што треба и почнува со некој стрес, онака како ние ќе ги завршиме своите обврски. Дали тоа значи дека самото утро по себе треба да си одредиме одреден простор сами за себе и многу често нели немаме таква можност како да го најдеме тој простор сами за себе, онака да сме сами со своите мисли за да го почнеме денот. И пако вашите деца и сите нели останати што се во вашиот дом стануваат во 6, вие можете да станете во 4. Едноставно и тоа практикувам порано да станам пред сите, за да го имам тоа време за себе, затоа што наутро кога ќе станеме, нашиот ум тогаш толку не е активен. За разлика од навечер, нели навечер кога сме уморни, све па да седнеме сега нешто да медитираме, да бидеме со себе, едноставно сме уморни и паѓаме во сон. Тоа се случува многу често, нели луѓето цел ден се со обврски, но наутро е најубаво време ние да си го посветиме тоа на себе. Ако имаме време, можеме да излеземе во некоја прошетка, значи без разлика, битно е само да бидеме со себе, да бидеме во таа своја тишина и нека биде 10 минути, значи да си го посветиме тоа само на себе, значи да отфрлиме све, да ги трнеме сите обврски, све што треба да правиме во текот на денот, едноставно само да бидеме свртени кон својата внатрешна тишина. Како тренер за личен развој и инспирацијски говорник, многу често предпоставувам дека дел од обуките кои што ги држите почнуваат од она што значи лична приказна. И на вашиот Facebook профил е пишано дека најголемото будење сте го доживеале кога сте имале целосен крах во животот. И ќе напишете дека за да се добиеш себе си, потребно е да го изгубиш она што не си. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ние сами инспиративно не сакаме се промениме, кога сме врзани за некоја лажна слика, како што рековме преска нели егото, она што креира лажното јас сум ова, јас сум она, значи ние ништо не сме од тоа што го добиваме преку своите улоги. Значи ние ништо не сме од тие успеси што ги постигнуваме. Тоа се само некои улоги и нешто што е во материјалниот свет кој што не е трајно. Значи тоа поминува. Има нешто што е трајно во нас. Ако не сме свесни за тоа во нас трајно, значи ниту една животна бура нема да не понесе, туку што и да се случи, нели? Обично работите се рушат, кога ние самите не сакаме нешто да видиме и тогаш мора нешто да се сруши да видиме онак буквално животот ни вика погледни, еве ова не си ти, значи ова треба да се тргне, погледни во себе. И тие промени се случуваат доста, често не се случуваат и сведоци сме секојдневно на тоа. Меѓутоа, луѓето цело време се обидуваат да ги контролираат тие промени, да видам што ќе се случи, како. Буквално се ми се руши под ноза, значи ние сакаме да бидеме контролори на тоа, меѓутоа ние не можеме да ги контролираме искуствата. Како рековме преска, план не можеш да имаш во животот. Едноставно работите се случуваат. Она што можеш да го направиш е да прифатиш промената и да видиш во таа промена, во она што се случува, како јас се лажам себе си. Значи, што е тоа што се плаши, кој дел од мене се плаши дека нешто ќе изгуби?
се плаши она што е лажно, нели? Лажната слика, зашто ние се плашиме? Затоа што ќе се сруши една слика која што сме ја градела за себе. Тоа е најголемиот страв. Што ќе кажат другите луѓе? Како јас после ќе бидам ако не сум ова сега, или ако изгубам работа, например, кој ќе бидам јас? Ако се случи развод на брак, кој ќе бидам јас овало? Како ќе живеам сам? Значи, јас сум сам, што не е точно, нели? Ако се случи финансиски крах, значи тоа се случува во животот. И тоа се работи кои што се менуваат цело време. И секој од нас е погоден во тоа. Но работата е кога ќе се случи тоа, да знаеме како да поминеме низ сето тоа. Ние мислиме дека она што се случува директно се случува на нас, дека ние сме оштетени, дека ние сме тие кои што ги трпиме работите, меѓутоа ако гледаме дека се што се случува, едноставно има некое случување, но се случува преку нас, тогаш нема да бидеме допрени воопшто, затоа што постои нешто во нас кое што не е допрано, без разлика на случувањето. Јас го викам тој посматрач. И ако се поставиме од таа позиција на посматрач, ќе видиме дека се што се случува на таа личност, нели, имало развод, работа се менува, финансиски крах, што и да е, едноставно се случува на личноста. Значи, кога кажам личност, тоа значи дека она што е креирано, ние кога се родивме, не бевме оваа личност што сме денеска. Значи, тоа е нешто кое што е креирано. Никој не кажал ти ќе бидеш вака, околината, условите и така натаму. И таа личност се плаши, значи, од губење на тој идентитет. И тоа е целата поента со промени. Таа не дека ако ние нешто направиме, дека никогаш промени ништо лошо, нели лошо, значи лошо. Нема лошо добро, едноставно се е окей. Оваа недела ќе зборуваме на многу теми, ќе инспирираме многу луѓе, ќе ги мотивираме. Меѓутоа, вие секојдневно мотивирате илјадници луѓе. Дали понекогаш се случува да и вас ви е потребна мотивација и како самите себе се мотивирате? Апсолутно, значи на секој од нас тоа. Кога мене ќе ми се случи нешто, нели, прво седнувам, се преиспитувам самата себе, а секако јас имам некој со кој што, нели, можам да разговарам во врска со моите ситуации, затоа што сите ние сме ученици некако на животот. Цел живот, колку и да учиме, сите ние сме, јас сум вечен ученик на сегашниот момент. Значи, сегашноста, тоа што се случува, тоа што доаѓа, ми покажува само што е тоа што јас го имам во себе за себе, затоа што све што постои во мојот свет, постои само во мојот ум. Значи, вашиот ум е различен, значи секој ги перцепира на свој начин. И токму тие случувања ми помагаат да седнам да се преиспитам сама, ако премногу заглавам, нели, во некоја ситуација, затоа што, нели, кога ние сме влезани во тоа, секогаш не треба никој од надвор, кој што не е инволвиран емотивно во ситуацијата, да не извлече, да не подигне од тоа. И кога ми треба, секако барам помош. И тоа е окей, скроз. Многу често, еве денеска како понеделнички ја почнуваме работната недела, на многумина самиот збор понеделник и тоа дека се почнува со нова работна недела, со обврски со кои што треба да се соочиме, им представува стрес. Меѓутоа и стресот генерално е окарактеризиран како состојба на 21. век поради технологијата, поради брзиот начин на живот и слично. Па кој е најдобриот начин да се ослободиме од стресот? Значи, за мене најдобриот начин за да го засакаме понеделникот е да ја засакаме својата работа и да почнеме да работиме тоа што го сакаме. Значи, да престанеме во животот да правиме нешто со сила, нели? Сепак без разлика на кој работно место сме, можеме да бидеме креативни, да го пронајдеме, да го дадеме најдоброто. Во себе има причина зашто сме нешто. И него едноставно само да викаме не можам веќе ова и тоа не е живот. Значи, од понеделник до петок одат луѓето, постојано прават нешто што не сака. Значи, затоа што длабоко во себе ние не живееме во сегашноста. Постојано мислиме, нели, дојде понеделник, мислат сабота, недела која ќе дојде. Значи, тоа е пак живот во иднината. И стресот се случува токму поради тоа што сакаме да бидеме некаде, но се наоѓаме овде. И тоа е стресот. Значи, таа дистанца, потребата да се најдеме на некое место, а ние сме тука. Но вистината е дека ништо од сега не постои, значи не постои друго време него ли сегашност. И тоа е само проекција на умот. Проекција на умот е така, има луѓе кои што цел живот живеат и ќе им заврши животот и ќе сватат дека цел живот, може никогаш нема ни да сватат, дека цел живот живееле чекајќи нешто да се случи. Меѓутоа,
не може ништо ново да се случи ако сега не се случува. Значи, се што се случува сега. Ние сакаме во иднина да бидеме посреќни, ама сега сме несреќни. Меѓутоа никогаш и минатото не Апсолутно. Значи, така ја викам дека не создава постои тер, да. иднина. Значи, постои минато и проектирано минато. Ако ние не разрешиме со минатото, значи, не тоа дека ние од таа личност која што е креирана, са ние треба да ја менуваме, да правиме, па тај еден ден ќе стане совршена. Не, јас викам дека постои историска личност и тоа е таа личност. Значи, ние не можеме да промениме историјата. Но можеме да се ослободиме од тие идентитети, од тие концепти кои што сме ги прифатиле како дел од нашата вистина, од дел од тоа што јас сум, дел од нашето нели што е креирано тоа несреќно јас. И на база на тоа ние ги гледаме промените. И доаѓа нешто и фактички ние се плашиме, стресот не е од промените, стресот е од мислите. Тоа доаѓа вака, брзо ми доаѓа една мисла, има една тешка мисла, една уште потешка, така да возиме по низа на автопат, нели? И сега од страна доаѓаат лево и десно автомобили и сега ако ние не се држиме за патот право, кога цело време се вртиме лево десно ги гледаме автомобилите, каде ќе идеме? Ќе се удриме некаде или ќе отидеме во некој друг смер? И тоа се случува, значи стресот е креиран од нашиот ум. Значи, знаеме дека од думот, меѓутоа од мислите, од потребата некаде да се биде, а ние сме веќе тука. Значи, не можеме да бидеме некаде кога сме веќе тука. И тоа е главната причина за мене од стресот. Ако ние го сватиме животот дека едноставно тоа што е во моментот, тоа ни е дадено. И треба да го прифатиме. Нема тоа добро лошо. Тоа е исто како имате дете и вие му дадете пари нели на детето да се купи, детето не го почитува тоа. Не го почитува затоа што сте му дале пари. Вие дали следниот пат ќе му дадете пари? Нормално дека не. Истото е со животот. Ако не го почитуваме ова сега, како сакаме да ни даде нешто подобро? Значи не може. Едноставно тоа е тоа. Животот е сега. Убава порака е ова дека животот е сега, животот е во овој момент. Да им посакаме на нашите гледачи да уживаат во денешниот ден. И да бидат во сегашноста. И во присутни во сегашноста, да. Така, во сегашниот Да. миг и присутни во сегашноста. Ирина, многу ти ви благодарам што ово утро бевте со нас, ни споделивте како го започнувате денот и ни дадовте некој совет плюс. Да им најавиме гледачите дека во текот на оваа недела ќе презентираме одредени начини, техники што ги практицирате, нели, кога држите такви инспирацијски говори и ќе можете на различни теми во текот на неделава која што престои да слушнат како еве да си помогнат самите на себе си. Благодарам уште еднаш, поздрав до вас во студиото. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа, бидејќи во продолжение следуваат уште интересни содржини. Имајте убав ден.